Да, благодариме, беше тоа колегата Петар Печков. Ние продолжуваме со нов разговор во студиото. Денес ни тргна со дамите, уште еден убав разговор во продолжение. Со нас утрова е доктор специјалист ортодонт Даниела Михајловска, сертифициран доктор за естетска медицина и добитничка на признанието за најуспешна жена менаџер за 2025 година, кое што се доделува од страна на агенцијата Марили. Со нашата нова гостинка ќе зборуваме за насмевките, лидерството и балансот меѓу медицината и убавината. Даниела, добро утро и добре ни дојдовте во Македонска телевизија. Благодарам за поканата. Прв пат сте гостинка во утринската, така? Да, тука сум прв пат, чест и задоволство ми е на вашата покана да споделам дел од моето искуство, работа на вашите клиенти. Така ни тргна денес емисијава со женска енергија, сигурно со внимание го проследивте и претходниот разговор, така во сличен стил ќе продолжиме и сега. Прво честитки за признанието. Како изгледа чувството кога некој ја препознава вашата работа и вашето вложување во кариерата? Чувството е големо, сепак пред се голема благодарност на агенцијата Марели и госпоѓа Лидија, кои што веќе долги години ги следат жените лидери во нашата земја. Задоволството е големо, пред се како жена менаџер, голема одговорност, бара посветеност, труд и бара големо знаење во однос на дадената област, за да се представи тоа со текот на годините кои што сме ги надградувале. Кога ја гледаш својата приказна од почетокот до денес, што мислиш што беше клучниот момент што те донесе до тука? Па, гледајќи тоа како скалило, мислам дека единствено визијата и мотивот да се успе е стартната точка во мојата кариера. Секогаш сакав да бидам успешна, да помагам, да правам здрави и среќни насмевки, да имаме толку пациенти кои што ќе бидат задоволни и да знаат правецот вистински на кој што ми треба да се насочиме. Така. Како успеваш да ја споиш ортодонцијата и естетската медицина? Што е заедничко во пристапот кон насмевката и кон лицето? Овој одговор верувам и го очекуваат и поголем дел од гледачите, бидејќи тоа станува тренд во последно време. Сега се е спој. Значи ортодонцијата е дел како наука, кај што ние како стручњаци работиме со асиметриите, со насочување на правилна оклузија на лицето, подредуваме искривени заби, подредуваме правилна насмевка. Во однос на естетиката се на дополнителниот ефект, каде што ние се дополнуваме за еден правилен изглед, каде што внесуваме свежина, внесуваме природен изглед, а заедно како концепт имаме целина дека не само една добра здрава насмевка, правиме и хармонија на лицето, сепак да изгледа природно, свежо и да изгледа нормално, професионално до крај. Така. Но факт е дека верувам ќе се согласите и со мене, луѓето денеска бараат брзи резултати. Тоа е во нас, тоа го носиме и сигурно често пати тоа го слушате. Како го балансирате тоа со здрави, квалитетни и долготрајни решенија? Слушаат ли пациентите? Пациентите слушаат, но сепак се научени во брзо време бараат брзи резултати, но има и порака, се што е брзо не е ни така квалитетно и не е така истрајно. Пациентите брзаат со некои одлуки, сепак гледаат доста реклами, гледаат доста глумци и пејачи, сакаат да личат на нив, но сепак треба да се им објасни професионално каква е таа процедура, како може да се добие еден совршен изглед или еден Холивуд смайл на крај. Треба ние како доктори да едуцираме, да објасниме и сепак како стручњаци да направиме една компилација од повеќе дејности, значи во естетиката, за да имаме правилен изглед. Да се добие на крај посакуваниот резултат. Да, затоа што ние користиме од порцелански заби, користиме лушпици за една убава насмевка, бондирање, ортодонски третмани, плејада на третмани. Голем избор. Сега, ајде кратко прво, колку е важна насмевката за човековата самодоверба? Како специјалист ве прашувам, сигурно е доста важна. Не е само реклама на нашето тело, сепак е она нешто што најчесто се приметува. Но го забите насмевката. Нормално, со тоа знаеме што е понатак. Насмевката на секому е битна. Гледајќи ги пациентите со години како нормално ако нема здрава насмевка, ако нема убава насмевка, они се депримирани и го кријат својот лик. Нормално кога ќе создаде нешто природно и здраво, тие се веќе среќни, значи ние делуваме во нивната самодеворба, што е тоа е најбитно.
сепак да успееме да направиме една сречна особа. А сигурно кога ќе го забележите тоа ќе пациентите, тоа ви дава уште повеќе мотив за работа и нови учења. Што значи да се биде жена менаџер во една сепак традиционална машка структура како што е здравствениот менеджмент? Па се делумна е машка, но сепак е одговорна. Сепак лидерството е пак некоја борба, победа да се победи во нешто. Не гледам како машка, но сепак жената е повеќе посветена, бара повеќе влијание во тој сегмент, но сепак како жена секогаш треба да биде хумана, да биде исправна и да се соочи со вистинските моменти правилно. Дали мислиш дека здравствениот сектор во Македонија треба на овој начин повеќе да комуницира со јавноста кога станува збор за превенција и за едукација? Еве, например, ние интервјуто најуспешна жена менаџерка го споивме и со естетската медицина и со тоа што вие го работите. Дали ваквите теми треба почесто да се зборуваат во јавноста за да се разрушат и некои стереотипи, можеби? Па, мислам дека здравството кај нас малку тука треба повеќе да се обрне внимание. Ние како здравствени работници треба повеќе пациенти да ги едуцираме, пред се во превентива и заштита, затоа што кај нас пациентите доаѓаат веќе кога имаат проблем и тогаш имаме сите еден заеднички поголем проблем, што значи дека треба пациентот да дојде навремено за да има помала интервенција и нормално да има правилно забалово метод во нашиот случај. А во однос на естетиката да работи со многу поприродни третмани, да не оди со многу екстремни и да бидат извештачени на крај. Како го одржувате балансот меѓу медицинската прецизност и креативната страна на естетиката во вашата пракса? Па медицината бара прецизност и знаење, пред се, а креативноста како наука ни дозволува да ние со повеќе третмани можеме да направиме еден убав изглед. Може да вклопиме повеќе третмани во однос на нехируршки, неинвазивни третмани за да добиеме убав лик. Што ве мотивира секој утро да ја започнете работата со иста енергија и ентузијазам? Па ме мотивира чувството дека денеска ако одам во ординација имам добри пациенти, дека ќе направам здрава, ќе направам насмевка која што секој ја посакува, ќе бидат задоволни. Ме мотивира љубовта за работа и процесот да тече како што треба. И за крај, ако треба да ја опишете вашата работа во една реченица, не како титула, туку како чувство, што би кажале, бидејќи јас ги кажав титулите на почеток, еве сега на крај да кажеме за чувството. Па би опишала како спој меѓу науката и уметноста. Науката како во однос на професија која што бара доста едукација, доста надградби, семинари и нормално сите тие новитети да ги донесеме тука, а нормално прецизноста бидеме доста прецизни и коректни кон она што го работиме. Сепак здравјето е најголемиот поклон кој што треба да се го поклониме сами на себе. Да, реков за крај, но сепак ќе поставам уште едно прашање, бидејќи нели целта за ова интервју беше наградата жена менаџерка најуспешна за 2025 година, со што да ги мотивираме дамите, жените кои што утрово не гледаат. Така да го завршиме како што го почнавме. Да ги мотивираме да не се откажуваат од своите идеи, своите желби, да бидат упорни и да не поставуваат мали граници, секогаш да имаат подвиг поголем и секогаш ја викам тука не се застанува, туку треба да се продолжи. Така. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро, прво гостување во утринската програма, прва награда верувам од Марили, не е сигурно и последна и не е сигурно последно гостување, така да секогаш овие теми се интересни за гледачите, се надевам се гледаме наскоро повторно во утринската програма на јавниот сервис. Благодарам за гостувањето. За кратко ги имаме и најновите вести во 9 часот. Имавме два инспиративни разговори во Македонија наутро со две прекрасни дами. По 9 часот подсетувам исто така едно убаво интервју со Сергеј Четковиќ, беше на гости во Скопје, даде интервју за македонската радио телевизија, колегата Мартин Николовски разговараше со него. Вести во 9, а веднаш потоа и оваа содржина.